Македонија е мало парче на земјината топка, но гигантска со историското, културното и со уметничкото наследство. Моćните цивилизации оставиле неизбришливи траги на овој простор. Зданија што се вишат кон небото, градби кои срастане со македонската почва, блескави звезди од книжната Гутенбергова галаксија. Кога сето богатство на плотна убавина, човечка премудрост и духовна возвишеност би се опишало лаконски, би рекле само едно: ова е раскошна книга на творечкиот самопрегор на една земја. Ова се дострелите на незиниот народ. Ова е македонска енциклопедија. Од сите символи за идентификација на една земја, грбот е веројатно еден од највпечатливите. Македонскиот исто така. Тоа е препознатливиот лав со текст што посочува на земјите македонски. Грбот е присутен во десетици грбовници во земјата и надвор од неа, по угледните европски културни центри. Тоа беше причина нашиот научник, доктор Александар Матковски, да се впушти во долгогодишно проучување на грбовниците, да изврши прецизни анализи и сознанијата да ги презентира во студијата Грбовите на Македонија. Овој пат тргнуваме во потрага по грбовите што се наоѓаат во нашава земја, главејќи по трезорите на библиотеките и архивите. Во Загреб, портата на Балканот за Европа, среде долгостолетните зданија на храмови и градска архитектура, во Универзитетската библиотека се чува грбовник што го содржи засега најстариот познат грб на Македонија. Тоа е грбовникот Коренич Неорич, богат зборник на семејни и земски грбови, ликовно обликувани во 1595 година. Меѓу земските грбови се наоѓа и македонскиот. Амблемот е жолт исправен лав на црвено поле со круна над главата на лавот. Под и над амблемот, лав, пишува Македонија и цимери македонске земле, тоест грб на македонската земја.
И во колективниот грб, во горното десно хералдичко поле, се свеќава македонскиот грб, идентичен лав со круна на црвено поле, среде другите босанскиот, далматинскиот, рашкиот, бугарскиот, српскиот и грбови на други југословенски земји. За грецките трезори се одржат грбовници, кои се необично важни за проследување на појавата и на иконографијата на македонскиот грб. Југословенската академија, една од најугледните институции од тој вид, во својата архива го чува Палиничевиот грбовник. Настанат е, исто како и претходниот грбовник, кон крајот на 16 век. Македонскиот грб, како и сите други грбови, впрочем, е многу грубо нацртан. Изведен е со црн туш. Над главата на лавот има мала круна. Под грбот на една правоаголна лента пишува Македоние регни. Архивите, библиотеките и музеите се вистинските места каде што чекориме во потрага по македонскиот грб. Во Белград, во просториите на Музеот на применетата уметност, се наоѓаат предмети со голема уметничка и историска вредност. Во витрините е еден грбовник, откупен од една виенска антикварница. Овој грбовник има голем формат и содржи 158 грбови. Сигурно е дека го работил некој добар мајстор, бидејќи во ликовното обликување биле внесени големи количества злато. Од уметничка страна, ова е еден од најубавите зборници на грбови. Во овој грбовник македонскиот грб е даден 3 пати. Еднаш посебно и 2 пати во состав на општите грбови. Посебниот македонски грб е уметнички на солидно ликовно естетско рамниште. На црвено поле, со особена вештина изведен, исправен жолт лав, крунисан со златна круна. На лентата под амблемот со убаво писмо е испишано Македонија. Бугарскиот грб е црвен лав на жолто поле, токму обратно од македонскиот. Колективните грбови се секогаш особена вредност во грбовниците, па така и во овој работен за некој исклучително богат нарачател, аристократ, некаде во 17 век. И тука среде семејството на повеќе земски јужнословенски грбови. Во горното десно хералдичко поле се наоѓа македонскиот грб. Наново жолтиот крунисан лав е знак за идентификација на грбот на една земја, што живеела во сеќавањето речиси на сите автори на грбовници од минатото. Доктор Александар Матковски во својата исцрпна работа ги има идентификувано и оние грбовници
кој како зборникот од Народната библиотека во Белград, настрадан за време на бомбардирањето во 1941 година, веќе не постојат. Оние што останале пак не водат во необично живописни предели на Југославија. Еве не во малото босанско градче Фојница, зад портите на францисканскиот манастир и неговата црква Свети Дух. Бастион на времето и културата, со архива и библиотека од над 15.000 скапоцени ракописни и печатени книги, со музејска збирка од предмети за црковна употреба и од традиционалното занаетчиство, нумизматичка колекција, етнографски предмети и слично. Меѓу културно-историските уникатни вредности на манастирот по Фојница, секако е грбовникот со интересна и за науката провокативна историја. Токму во овој грбовник, иако е временски постар од претходните, доктор Матковски за прв пат идентификувал македонски грб. До неодавна сушност не се знаело за постоење на македонски грбови. Следејќи ги пишаните документи на минатото, доктор Матковски во Фојничкиот манастир го нашол грбовникот со вистинска галерија од грбови. Првиот чекор бил сторен, уследиле други и се нацртала историјата на македонските грбови во југословенските земји. Во Фојничкиот грбовник, македонскиот грб се сретнува два пати, еднаш засебно и еднаш во состав на општиот грб на јужните Словени. На втората страница е посебниот грб, жолт лав со круна на глава на црвено поле. Над грбот има празна лента, што значи дека грбот не бил дефинитивно завршен. На лентата треба да стои грб на македонската земја, судејќи според познатите грбови. Под грбот пак вообичаено е напишано Македонија. Во општиот грб на јужните Словени, македонскиот грб е означен со буквата А. Тоа е жолт лав на црвено поле. Во 1701 година, хрватскиот преродбеник Павле Ритер Витезовиќ ја издал стематографијата, книга Грбовник, каде што се среќава и македонскиот грб. Обземен од пансловенската илирска идеја, Ритер Витезовиќ во својата стематографија ги ставил грбовите на сите земји илирски, тоест од изворот на Дунав до неговата утока во Црно море и од Јадранот до Беринговиот проток. Македонскиот грб, наново лав, со стих на латински јазик, исто како и другите грбови, служел да ја буди гордоста на јужните Словени, дека се припадници на еден славен илирски народ. Се до појавата на стематографијата на Жефаровиќ, цели 4 децении книгата на Ритер Витезовиќ била единствен печатен хералдички труд кај јужните Словени и поради тоа имале големо морално-политичко значение. Во 1741 година во Виена излегла од печат стематографијата на дојранчанецот Христофор Жефаровиќ. Овој некогашен монах, љубопитен дух, бил талентиран зограф, бакрописец, печатар и, што е особено важно, прв македонски хералдичар и предвесник на македонската преродба. Неговата стематографија била неколку пати преиздадена. Во неа македонскиот грб се јавува 3 пати, еднаш посебно и 2 пати во состав на другите словенски грбови. Еве го посебниот грб, мощно е сличен на грбот на Македонија од Ритеровата стематографија. Разликата е само во инскрипцијата. Дојранчанецот Жефаровиќ го употребил кириличното писмо. Македонскиот грб ја даден исто така во состав на една композиција од 56 грбови.
Во средината е цар Душан на конј, а околу него се грбовите на сите слобени, од Јадранот до Бенинговото море. Во оваа концепција јасно преовладуваат идеите за општо словенско обединување и панславизам. Околу сите грбови врви лента, што ги поврзува сите грбови и така символично е представено единството на сите слобени. Македонскиот грб стои под бугарскиот. На лентата пишува Македонија. Дубровник, град на слава и раскош, место ризница на широки културни и уметнички богатства, град што ја обликувал историјата и историја што го обликувала разнообразието на градот. Во еден од објектите Знамение на Дубровник, архивот, се чува грбовникот на Иво Сарака, кој според сознанијата на некои научници датира од 1746 година. Грбовникот има 153 семејни и земски грбови, сврзани пред се со имења кои се дел од минатото на Дубровничката република, но и други грбови. Во овој грбовник, македонскиот грб се сретнува само еднаш и тоа како посебен земски грб. Далеко од секакви детализирања, со еден скромен текст Македонија, грбот сепак покажува дека земјата на која се однесува му припаѓа на големото јужнословенско семејство народи. Во Универзитетската библиотека во Загреб, во оставнината на Ѓудевит Гај, се чува еден грбовник кој е копија на војничкиот грбовник. Работа е извршена од Филип Пашалич во време на силното илирско движење. Македонскиот грб, без особени ликовни квалитети, се наоѓа на вториот лист. Назнаката Македонија е странично испишана. Редовниот член на Друштвото на српската словесност од Белград, Милан Симиќ, во 1851 година оставил една хералдичка таблица. На таблицата се представени сите грбови на оние балкански области во кои некогаш живееле јужни словени. Оваа таблица одиграла позитивна улога, бидејќи го ширела познавањето на грбовите меѓу сите јужнословенски народи и бидејќи литографски била умножувана и продавана во Србија, Босна, Македонија и во Бугарија. Македонскиот грб на таблицата се среќава 3 пати и тоа во состав со другите јужнословенски грбови и самостојно. И тој, како и сите други грбови, впрочем, не е во боја, туку шрафиран. Од сите досега наброени грбови, македонските дејци од илинденскиот револуционерен период и преди по него непосредно влијаеле во изработката на знамињата од хералдичката традиција.
Познатото разлобечко восстание, организирано од поп Стојан и син му Димитар поп Георгиев Беровски, имало свое знаме изработено од учителката баба Недела и ќерка и Станислава. На знамето како амблем се јавува лавот од сценатографијата на Жефаровиќ, што укажува на високата свест и респект кон традицијата. Текстот пак е вистински револуционерна програма за акција. Македонија, станете да ви ослобода, и на 8. маја 1876 година. За време на Илинден, на сиот простор на Македонија, од Солун до Скопје, револуционерните чети имале своји знамиња. Везени од учителки, тие имале амблеми и револуционерни пораки во кои биле обединети традицијата и насоченоста кон иднината. Полни со символика и родољубие, знамињата биле легитимно истакнување на една нова свест пред светот, државотворна, што се гледа и од фактот дека на одделни места имало обиди за ковање монети со македонски грб. Лавот што со векови во минатото се јавувал како амблем на македонскиот грб и во овој важен период од македонската историја послужил како символ. Значи, Македонија има свој земски грб од 1595 година. Меѓутоа, својот државен грб за прв пат го добива по 1945 година по ослободувањето. Државниот грб беше прогласен од Народното собрание на Македонија на неговото второ заседание на 27. јули 1946 година. Грбот на денешна Македонија е поле окружено со житно класје, испреплетено со плодови од афион и тутуново лисје, кои на дното се поврзани со лента проширена со народни мотиви. Меѓу врвовите на класјето има звезда петокрака. Среде во полето се оцртува планина, во чие подножје тече река. За планината изгрева сонце. Добивањето на државен грб за Македонија значи само затворање на еден импресивен пат на присутност на Македонија во мощневажниот корпус на грбовници. И кога немала своја државност, и кога со векови била под робство, таа живеела преку грбовите како маркантен дел од историјата, но заедно во семејството на јужнословенските народи. Тоа се грбовите кои се среќаваат по југословенските центри, но истите со скромниот текст «Грб на земјата македонска» се среќаваат по грбовниците низ цела Европа. Повеќе познати, многу доправа чекаат на својот откривач, тие наложуваат една нова, интересна потрага.